Како што веќе ви ветив, во нашето веб шоу Катерина Ивановска Кики онлайн директно од центарот на Нью Йорк Сити. Нью Йорк Сити бой. Нью Йорк Сити бой. Само нашите следбеници тука на Facebook фанпејџот што не пратат, да им кажеме дека Кики е на втората камера, така? Кики е на втората камера, а јас сум на првата камера. Значи, не ме гледате мене, не сум толку убав, Кики гледате. Кики, хај! Хај! Кики, сега молим те покажи да ја собата и купатилото сврти. Ова е собата, кај што си живеам јас, децето моментално е запасено. Ја могам подарите покасно, а ева ли поздрав од неја. И иначе морам да кажем дека поводот всушност зашто се враќам јас во Скопје, сестра ми секој момент треба да се породи. И многу сум возбудена заради тоа. Тета Кики? Тета Кики по втор пат. Браво, бе. Знаеш, овде ставаат прашања, нешто сакат, дали знаеш да правиш палачинки? Дејан Георгиевски те праша. Значи, знам да правам палачинки. Тука кога кажем паричка за Божик, направи леп со паричка, направи селско месо, направи превкусна салата и ме бива за кујна. Мене за окупатило повише. Слушај, исто ме прашува дали знаеш да направиш сарма. Сарма, никогаш не сум пробала, али морам да кажем дека ми е едно од омилените јадења што мајка ми ги подготвила. Ева телевизор, може вака? Топ. Многу е растурена срамота. Срамота. Чекај сега веќе така ќе го покажам. Зашто домакин лук по веце се познава. Да затворам вака. Чекај. Еве го. Се гледа? Гледаш и колко е домакинка. Тоа сакавме да провериме само. Домакинката по купатилото се познава. Дојка кај мене купатил да режијам другар заборавена од лани. Горов да не Да. Слушай, исто ме прашува дали да ни отпееш некоја македонска песна. Ова или си ти, сам сега си го мисли, или е некоја многу добра моја пријателка, затоа што знае дека имам преубав глас, ама тоа ќе го оставам за следен пат кога ќе бидам гостинка. Да се распееш, така? Да, ми треба да ги раздвижам гласните жици. Слушај, овде ме викаат, кажи дека е многу убава, дали гледаш фудбал? Исто ме прашува. Гледам фудбал. Гледаш фудбал, за кој навиш? Вака се. Ја многу се гордеам на сите наши македонци кои се успешни надвор, нормално, чим се надвор, значи се успешни кај нас. Прво бев за Интер, затоа што Горан Пандев не играше во Интер. Сега сум за Наполи. И кажам дека ова за денеска беше последното јавување. Утре се гледаме во 10 са бајле со нови содржини и утре одиме за Куманово. Утре во Куманово јас ќе ви бидам домакин. И вечерва ќе постирам теми на кои што ќе разговараме за стендап, за такви ствари, со кои ќе завршиме во Струмица. Пишувате нешто за Куманово што би сакале да видите, кај би сакале да отидеме. Во Куманово ќе бидеме уште повеќе во движење, цело време низ град ќе бидам уклучен да ги видите сите знаменитости и градски бадијалџи. Чао, Кики ни се исклучи, сега ќе пишеме, ќе ја поздравиме од сите вас.